во Франција во тоа време е извршен масакар врз хугенотите, а во Македонија врз опозицијата и новинарите. И мене ми е драго што тоа се случи, бидејќи само на тој начин новинарите и опозиционерите можат поблиску да се здружат. Таму имаше колежи, а овде виткање раце, подмолно удирање по нозете, удирање клоци, черешење и насилно исфрлање на пратениците и новинарите. И таму и овде имаше ечење и врисоци. Долго време ќе одекнува лелекот на пратеничката Тушева, упатен до специјалците да престанат со насилството. Имате ли мајки, керки, имате ли бре? Тоа од видео снимките што пак ова општество Македонија ги подготви и што ги стави на интернет, ќе имат голем ефект врз порастот на свеста кај граѓаните за она што ни се случило и што може уште да ни се случи и потешко. Командата во тоа време, командата беше неумолива после лелекот на Тушева. Сите надвор. Исто како командата на Катарина Медичи во Братоломејската ноќ. Таа беше прогласена за прв макијавелист во историјата по смртта на Николо Макијавели. Не зборувам дека немало и пред тоа макијавелисти, но после Макијавели таа е прв макијавелист. И во Македонија по црниот понеделник ќе бидат прогласени од науката поголем број макијавелисти, најмногу од редовите на извршната власт. Јас веќе тоа го направив во текстовите што брзо ќе се појават. Се надејам дека и македонските уметници ќе го прикажат црниот понеделник на уметнички начин или преку фрески, како што тоа го направи Џорџо Визари во Ватикан. Верувам дека ќе се пробудат и македонските писатели и поети. Не само што треба да пишуваат за насилството во собранието, туку треба да го насочат погледот и кон отпорот на народот. Нека и тие слезат среде демонстрантите и отпорашите, како што Виктор Иго слегувал во 1831 година сред работниците во Сен Антуан во Париз, да ослушкува дали ќе има некој отпор. Тоа е времето на Иулската револуција. А нашите поети нека се подучат од Шарл Бодлер и Хайнрих Хајне, учесници на барикадите во 1848 година. Значи нема историја, има само сегашност. Само постои разлика помеѓу луѓето. Изгледа дека тие биле похрабри, подоблесни отколку што сме ние денес. Но најмногу треба да се разбудат правниците. Тоа е мојата тема. Така е насловена правните аспекти на настаните од 24 декември. А тие веќе се будат и тоа со отворени очи. Тоа се гледа од текстот на професорката Мирјана Најчевска, Газење на уставот, законите и пратениците. Во текстот наведува дека со насилното отстранување на пратениците се прекршени 10 члена на уставот. Авторката мисли пред се на кршењето на парламентарното право. А јас додавам, и прекршени се и други одредби и тоа од темелно значење. Тоа се одредбите за човековите права, владењето на правото и начелото на поделбата на власта. Тука треба да се бара одговорот, колешке Дувњак, на вашите поставени прашања. Тоа е, таму е клучот, се разбира, од добро познавање на тие начела и од нивната примена во голем број други земји. Прекршена е и Европската конвенција за човековите права, особено слободата на информирањето и правото на сигурност. Колку е последното право, мислам на правото на сигурност, значајно покажува пак крикот на пратеничката Тушева, која од погорните клупи во собранието ги наблюдуваше специјалците како разјарено и огунесто.
ја изнесуваат пратеничката Радмила Шекеринска. Јас да бев тамо не би дозволил. То видите сега. Како не ви е срам жена со скршена нога да ја isfрлите? Кршењето на законите не може да ни помогне во пресметката со насилството во собранието. И тоа е моја разлика. Тука се разликуваме голем број правници, професори по уставно право, па и од колешката Најчевска, кои постојано зборуваат за законитоста, за законите, а јас тие категории дури и не ги спомнувам, затоа што преку нив се дерогира уставот, а тоа рече се никој не го забележува, дури ни целиот правен факултет. На нив се повикуваат на законите, и тоа можете ви да го забележите, пред се насилниците. Особено на Законот за собранието на Република Македонија од август 2009 година. За тој закон е предвидено обично мнозинство гласови и тоа, а тоа значи може да се донесе со 42 гласа од мнозинството и со мнозинство од пратениците од малцинските заедници. Закон за собрание, закон за председател на република, закон на влада, закон за уставен суд не познава уставно право никаде во светот. Тие централни институции мора да бидат целосно уредени со уставот. Ако сакат пратениците и ако сака Македонија во целина да има стабилни централни институции, тоа не сме да се препушти на законите. На партиската волја, на волјата на парламентарното мнозинство, а тоа е партиско мнозинство. Ако се препуштат тие институции на законите, тогаш тие ќе бидат партиски. Независно дали е тамо Иванов, дали е тамо Шекеринска или некој друг. Особено во услови кога кај нас законите се донесуваат на брзина, а тоа е карактеристика константа од 1991 година до денес. По итна постапка и кога? Со брзината на светлоста законите се менуваат со закони за измена на закони, со закони за измена на закони, дотамо да ве заболи стомакот. Едноставно системот се блокира со такви закони. И јас моите студенти ги повикував и сега ги повикувам да не ги читат законите. Наведениот закон веќе со ова што го реков нема уставна основа. Положбата и надлежноста на собранието целосно се уредува со уставот, а со деловникот неговиот внатрешен живот. И ништо повеќе од тоа. А законот за собранието дури предвидел можност председателот на собранието да донесува правилник. Колешке Дувњак, за мене беше тоа доволно да напишам такви текстови, а ќе напишам и уште по-тешки, затоа што преку такво овластување председателот на собранието добива извршна функција, правилник. А уште ако се додаде и правото да може да ги користи, да ја користи државната управа, тоа значи силите на натрешните работи. Ете тија шестата, што е тоа? Шеста дивизија од натрешни се најде во собранието. И тоа во основа на законот. И тоа ги буни насилниците. Јас не ги разбирам. Зошто? Затоа што ние многу забегавме со закони и науката тотално е во тој поглед. Нема. Сето тоа е дерогирано и дојдовме во оваа состојба со помош на законите што ги донесува парламентот вака или така. Од тука не треба да не чуди што нашите закони стана партиски закони. Еве ви најдобар пример. Кај нас имаме деградација на уставноста преку законите. Ја би сакал на тоа внимание да посветите, особено кој што правниците што се овде присутни и обвинители поранешни. Најдобар пример е илустрацијата. Законот за илустрација. Споредниот услов за вршење на јавна функција стана посилен и од условите предвидени со Уставот. Така е разрешен еден судија на Уставниот суд, а денес неколку кандидати за советници стравуваат дали ќе го сочуваат
народниот мандат, ако победат на изборите, бидејќи претходно некоја комисија таму за лустрација веќе ги лустрирала. Тоа веќе ме враќа мало во француската револуција во времето на гилотинирањето на гилотин, но и во времето на Лавренти Берија. Исти зборови се слушаат. Гилотиња, расстрелјат и овде преку комисија за лустрација да се прочиста. Такви закони се смртоносни лекови за уставноста, како цивилизацијска вредност и една од најголемите придобивки на Македонија од социјалистичкиот период. Идна година ќе славиме 50 години од уставот, а тој денес е во фаза на умирање. Ете, веројатно нема да имам мотив да се јавам на таа свечаност. Законите во поново време добиваат партиско значење, стануваат средство за остварување на партиската програма, на приселен начин и со парите на граѓаните. Тоа на убав начин го илустрира и новинарката Ида Протоџер во текстот Буџетот на Република Македонија за 2013 и настаните околу него. Таја открива јасно причината за насилството на напаѓачот. Власта сака буџет како што го скрои, тамо во кабинетите на владата. И тоа со јавни пари да освои избори. Не треба да не чуди, може би насилството ќе беше и уште појак, отпорот да беше посилен. Следуваат избори, треба да се освои власт. А власт никогаш не била поборник и пријател на правото и на ненасилството. Буџетот за 2013 година е нелегитимен, оти е донесен, еве Протоѓер како прецизно успева работите да ги согледа. Е донесен во приватна режија на владеачката ВМРО ДПМН, а поддржана од коалицијскиот партнер ДУИ. Да беше, како се викаше, само момент, да беше за Коли овде, верувам дека би се насмеал и бил задоволен од таквата коалиција. Се разбира во иронија. Англиските барони во 1215 година успееле кралот Џон Плантагенет да го ограничат во трошењето на јавните пари. А нашата опозиција не успеа во тоа во 2012 година. Не можеше ни да се писне, оти ја попречи целата шеста управа на МВР, начело со началникот, како што тврди новинарката Катарина Гетева во текстот Јалови приказки. Овој собир и ова расправа покажува дека приказките нема да бидат јалови. Новинарот Жарко Трајановски во текстот Хронологија на настаните од 21 декември до 9 јануари 2013 година регистрира изјави на повеќе лица дека на 24 декември во Република Македонија е срушен и изгазен уставниот поредок и дека уставот е суспендиран од оние што ги исфрле новинарите и опозиционерите од собраниската сала. Некој ќе заклучи дека се преостри оценките, дека се прегруби. А јас би додал, за кршење, за газење на уставот доволно е една одредба да биде прекршена, а не толку колку што ги има наведено колешката Најчевска. Од друга страна, во ова книга авторот регистрира и мислење на еден пратеник од парламентарното мнозинство кој тврди дека, цитирам, понеделникот беше лош ден за Македонија, но сигурно ќе беше 100 пати полош ако не се донесеше буџетот. Сам ја открива вистината. А не сум ја виновен, буџет. А буџетот, тој Јован Плантагенет, почнува да се раѓа 1215 година. И благодарејќи на буџетот создаден е парламентарниот систем. И го имаме ние ова денес, ова што го имаме.